Овозможено од нутриција Аптамил 3, млеко за деца над 12 месеци. Ако треба да кажеш анегдота околу Африка поврзана, која би била таа? Па имав една во Сенегал, имав во Мали. Во Мали се обидоа да ме ограбат на еден начин. И тоа користејќи полицијата. Полиција? Преку полицијата да ме ограбат. И сега тоа беше, нели, можеш да им ги даеш парите. Ќе те кошта, ама. А измамава како изгледа? Дека сум им должил пари. На полицијата? Не, на еден тип што ме пријавува на полиција. Значи, ти те пријавува дека Милчо Манчевски должи пари, полицијата те вика на информативен разговор, вајда? Да. И ти вика, слушај, Да. Папугуану, Да. Вели ти должиш. И се си викам, нели, ме фати, ме изнудија, ќе им дам, нели, колку беше? 100-500. Ти ја гледаш, ти мириса на... Не, јасно е, мислам јасно е целата приказка. Дај му ги парите, ќе си одиш. Не, викам, чекај, ајде да видиме како изгледа. Афрички затвор. И ништо го терав тоа, има цела приказка, али неколку сати во Бамако, во Мали беше. Те ставија во келија, као демек? Не, кај шефот на полиција бев. Барав преведувач, затоа што не знам француски. Нели, они сите француски зборат. Па дојде и се овој не преведува. Ја му викам, кажи му дека ова не е вистина, дека е... Овој вика, не, ти дај му... Абе, викам, не ми кажуваш што да правам, преведи. И преведувачов те тера, абе, плати си, ајде. Да. И викам, после сакам со мојата амбасада да зборам. Амбасада у Мали нема. У Мали нема, у Африка не знам дали има уопште македонска, ама има у Париз. А Париз е биг дел, нели, за Мали. Така. И се уат у Париз кај во нашата амбасада, кај што амбасадор беше еден мој пријател, Јон Ивановски. Добро што се погодил. Да, па и иначе валјда, не знам што им кажам, вакво ги искара, овој стана шефот на полицијата дека го слушаше. И кога ќе ме пуштат, окей, викаме, сега ќе ви ги дам парите. Ама тој процес од тие 3 сати, таму колку бе, 3,5 сати, влегуваат луѓе, еден влези, друг излези, се молеше во ќошето една жена. И сега, пошто до аеродром ме собра, јас со куферите, и сега сум слободен си. Се не знам ни кај сум, ни што да правам. И стои таму еден полицајец, му викам, што да правам? Чекај, вик. И напушти он тоа. Стражарницата, отиде, ми викна такси. Значи, феноменални, прекрасни луѓе. Ми викна такси и ми ги внесе куферите. Слободен си. Лепота. Да. Тоа е Африка. Во Сенегал еден ми се закачи на пазар. Добро. И вика, сакаш да купиш кошули? Не, ќе викам, фала, не ми треба. Ама не, многу се убаво, јако, викам, не. И сега ме следи. И ме следи на пола сат, ја кај идам, поминувам по пазарот. Ово, он со мене, сега ме убедува. И упорно за кошулија? Да. И сега на овие, и викам, би купил нешто од вас, ама овој ми пречи, па они го бркаат. И продолжува. Он продолжува и после тоа беше уствари изнудување, немаше врска со кошулите. После дека, ти си расист, ти затоа што си расист не кеш од мене да купиш ово. Викам да викнам полиција, знам како функционира полицијата тука. На крај си отиде после пола сат, значи непријатно искуство беше. Да, језив кој е малку 30 минути да следи. Да, цело време, не знаеш, мислам никога не познаш. И сега пази, истиот ден, после некој време, барам одамна беше, барам интернет кафе. И гледам некој знак, горе по скалите се качувам, тропам на врата интернет кафе, а не, вика, ова е приватна канцеларија. А вика, ти треба интернет? Да, вика, ми треба, вика, влези ке мене у канцеларија. И ме пушти на неговиот компјутер, човекот си има бизнис, на неговиот компјутер да си проверам мејл. Прв пат у живот ме гледа. И сега проверувам мејл, последно 10-15 минути доаѓа, вика, знаеш што, ние ќе си одиме, кој ќе си одиш, затвори врата. Значи, две екстремно различни искуства, исто попладне. Ја поприлично сомничаво би гледал на вторава ситуација после првава. Сикој сега шо ме мести?
Не знам, можда бев наивен, али човекот ете ми направи услуга, вика затвори врата и тоа. И така и би. Така и Си би. саврши со Да. мейлот, си му ја затвори канцеларијата Да. и си продолжи со денот во Сенегал.